Денеска се собравме да одбележиме еден изворедно значаен настан и еден резултат кој што е многу поширок отколку што е само резултатот на Бесир Лили, туку е резултат и на некои нови ветришта во федерацијата кои што ќе го вратат тој спорт што беше најтрофеен, најзначаен за Македонија, се надевам на стари патеки и дека ние пак ќе можеме да рефлектираме на големи резултати и на важна репутација што ќе се шири за Македонија. Не е едноставно, бидејќи треба да се почне со нови генерации, Бесир е најелитниот представник на тие нови генерации, заврши втор на светско да беше? Европско, втор на европското првенство. Го гледаме финалната борба, тој победи, ама не е битно, ти ќе го победиш друг пат. Се надам и сум сигурен. И затоа во Олимпискиот комитет донесуваме одлука тоа посебно да го одбележиме овде со еден ваков состав. Ќе бидам искрен и ќе кажам дека мене многу ме радува успехот на Боречката федерација и на борењето со Бесир. Бесир ќе оди сега и на Олимпијадата за младенци во Буенос Ајрес во октомври месец, така да ќе бидеме представени и на Олимписките игри на младите. Тоа е светска манифестација од најголемо значење, на која што Меѓународниот олимписки комитет и дава посебно значење, давајќи статус на Олимпијада на младите. Значи, ние се надеваме дека овој пат е зацртат, дека за 2 години прво ќе биде Олимпијадата во Токио. Нема брзање во ниеден спорт. Вие знаете најдобро колку ќе морате да работите и понатаму. Нема крај на спортот, има континуитет на спортот. Бесир, ти си наша надежда за многу години. Значи, од тебе зависи и од тебе зависи од федерацијата, зависи и од Бог, квалитетот на твоето ангажирање и целокупната подршка и помош што ќе ја добиеш. И во средства, и во стручност, и во секои други облици што се неопходни на еден спортист да постигне максимални резултати. Така да ја ви честитам на сите, пред се на Бесир, за фантастичниот резултат, на кој што ние се радуваме како мали деца, посебно на федерацијата за спремноста, за организираноста и за овие нови надежи кои што се раѓаат затоа што сега вие ги работите и ние овозможувате таков статус на спортот, посебно на борењето во Македонија. Од се срце ти честитам, да си жив и здрав, и ви благодарам вас и ви честитам на ангажманите и на организираноста во федерацијата. И се заблагодаруваме во име на федерацијата за поддршката што имавме од страна на Олимпискиот комитет, кој знаеме од почетокот кога дојдовме во федерација во председател, почнавме со камповите. Од таа златна генерација, ако памтите председател, првиот камп што го државме од репстацијата беше и Бесир Лили, што ти кажавме дека имаме потенцијал, имаме кандидати за медали за тоа и еве таа работа што ја почнавме за година и пол, две, успеа излезе со вашата помош на агенцијата. Значи, успеавме да вратиме нешто после 15 години. Значи, последен сребрен медал што е земено за кадети, сребро е 2003-та, мојот заменик што го земал, Дејан Богданов, исто така во Скопје, сега после 15 години, Бесир Лили ни ги врати пак тие чувства што ги чувствувавме 2003 година. Ова ја мислам дека ќе биде само еден почеток. Имаме уште многу као Бесир таленти, а сега ново му се отвори патот за повеќе, за да видат и неговите другари што се со него, дека се е можно да се постигне, не сме далеку од другите држави. Значи, со еден убава програма, со една убава поддршка од Олимписката агенција, од тоа ќе се надеваме и у олимписки норми и у другите години натаму и медали. Јас уште еднашка во име на федерацијата ми се заблагодаруваме на Олимпискиот комитет за поддршката што ја даде. Мислам дека поддршката отиде уместо, вративме медал, само ова да ви кажам дека е само почеток. Ние сме многу гладни за надворед на меѓународни медали, така да веќе сме во тој пат и мислам дека годините што ни идат натаму ќе донесеме уште изненадување од борење.